Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Проверитас, платформа за борба за вистината. Вечерова можам да ви најавам многу интересен гостин со кој што ќе се надевам ќе го задржиме вашето внимание во наредните минути. За нашиот вечерашен гостин можам да кажам дека се работи за еден сестран човек кој што е познат во повеќе сфери во живењето во нашиот главен град и во Република Македонија. Познат како спортист, шесткратен државен првак на Македонија, поранешен рекордер во маратон, човек кој што е и поет, голем хуманитарец, човек кој што држи до своите ставови, до својот начин на размислување. Добро вечер за Весна Киранџиска. Добро дојдовте во Кираџиева, се извинувам. Нема проблем, добро вечер. И во малку тешко презиме исто и како моје, само ќе го кажам. Многу ми е драго што дојдовте, што сте гостин во Проверитас. Се надевам на поканата. Се надевам ќе разговараме на многу интересни теми. Во самата најава кажав отприлика по што сте познати во јавноста. За себе кажуваш дека си трета генерација на аеродромец, како ги викате, нели? Дромци. Со гордост кажуваш по потекло дека си од Беломорска Македонија. Си човек кој што држи до своите ставови, до својот начин на размислување и тоа ни даде повод да бидеш гостин во ова издание на Проверитас. Драго ми е што е така, ете што сум оставила можеби таков впечаток дека се држам до своите ставови и навистина гледам да е тоа така. Прво да проговориме збор 2 за поврзано со спортот и маратонот, нешто што е многу интересно во Скопје. Скопскиот маратон представува една од најпознатите спортски настани во Република Македонија. Ти си промотор на овој скопски маратон. До каде е целата таа приказна со скопскиот маратон? Колку има напреднато последниве десетина години? Дали е интересен? Каква е промоцијата? Не прифаќаат ли луѓето? Гледам по секоја година кој што доаѓа оде во Скопје станува се поинтересно. Станува поинтересно дефинитивно. Јас сум од самите почетоци, па дури и она пауза кога настана уште во 97-98, тоа беа првите почетоци, зачетоци на скопскиот маратон, па потоа имаше нели една мала пауза, па потоа 2007 повторно, така што како учесник во маратонот сум од самиот почеток, односно од ова реобновување, меѓутоа како дел од екипа, односно тогаш уште почетник во атлетиката, бев и како волонтер 97-98 година, така што можам слободно да кажам дека сум од самиот старт и го имам забележано тој прогрес кој што си има случувано и овозможено скопскиот маратон да стане, буквално ние го кажуваме неформален празник на градот, бидејќи прерасна во една манифестација која што собира луѓе од целиот свет. Значи имало години кога што и врвни спортисти доаѓаат. Врвни спортисти доаѓаат, значи имаат светскиот рекорд рекорд беше го промовираше така. Како промотори, како промотори, меѓутоа како учесник на пример имавме и Пола Редклиф, рекордерката во маратон, поранешната рекордерка, тогаш се уште актуелна. Трчаш, иако трчаше на рекреативната трка како промотор, сепак е голема чест вие да ја имате светската рекордерка на вашата трка во Скопје, така што има огромен забележително, посебно некој како мене кој што почнал кога трчавме, не знам, 100 души или маратон од 20 души сме го трчале, па ни свире автомобили. Буквално мислам дека низ годините сменивме една цела култура, значи еден цел ментален склоп на луѓето и перцепција на размислување дека ова е нешто каде што секој може да се пронајде. Не е нешто како овие атлетичариве, нешто будали таму трчат, вртат низ Скопје, не го блокираат градот како што знаеа тогаш своевремено да кажат. Сега е многу променет тој менталитет, така што драго ми е што јас сум дел од на некој начин од таа голема приказна. Да, очигледно сакаш да ги менуваш работите на добро, според она што тврдиш за себе дека се бориш за правда, за ред, за верба. Во спортот има правила, нели, има ферплей, има така, начин на посебно во атлетиката се знае, да. Но што е со политиката? И во политиката беше паѓа активна. Те препознававме како човек кој што имаше свој ставови, свој начин на размислување во еден период од притисувањето во политиката во Република Македонија. Напушти политичката партија на која што припаѓаше. Прво да те прашувам, ти прв пат да си член на некоја политичка партија?
Да. Што беше Претходно мотивот да влезеш во не сум левица, била вака е конкретно, член. каква виза на разговорот? Што беше вака идејата, мотивот за да влезеш во политичката партија Левица? Тоа беа периоди многу од оној најтурбулентниот, барем во онај период кога јас сум јас сум жива во таа временска доба. Промените кога се променуваше името, една власт, друга власт, начинот на кој што се влезе во собранието, така што сето тоа мислам дека остави некој вид како и повеќето во тој период револт, незадоволство од целата политичка ситуација во Македонија и тогаш се појави Левица како некој така како жарче, како иска нешто ново на политичката сцена, иако таа претходно делувала, меѓутоа не толку популарно. Тоа беше периодот некаде кога прв пат јас дознав за оваа партија во парламентарните 2020. Тогаш прв пат дадов поддршка, меѓутоа не бев активна. Претходно не сум била, како што споменавте вие, активно во било која друга партија, затоа што како и повеќето млади сме го гледале тоа како зло, а не како начин на кој што можете да влезете и да ги подобрите работите во општество. Во тој момент единствено тогаш ми се виде дека можеби тука има некоја жарче искра за промена, бидејќи таков беше, да. Па идеолошки морам да признам највеќе ме две поенти кои што тогаш ги презентира актуелното раководство пред се, нели претседателот како најистакнат во медиумите. Деца на транзицијата како фраза која што ја употребија од оваа гледна точка вешто манипулативно за да придобијат луѓе како мене, бидејќи тоа се огромна група на млади луѓе кои што сме преживеале. Сите не чекна нас, да, оваа моја генерација. Многу не те не чекна, ме погоди затоа што сметав дека еве конечно има некој кој што се препознава во мене и јас во нив. И можеби конечно ќе можеме да се избориме за таа неправда која што пред години на нашите родители, на нас како деца жртви на тој период. На која што ја донесе исто една политичка партија со лев предзвук, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, што направи таа транзиција. Види, во тој период јас воопшто морам да признам дека не бев ни толку свесна дека тие делуваат во некој таков лев па и краен дискурс. Политички. Да, политички, бидејќи пак ќе споменам претседателот на таа партија кога излегуваше нели во своите говори, бидејќи тогаш тоа беше нели најактуелно темата за промената на името. Јас го сватив како многу голем патриотски чин, бидејќи нормално дека сум и денес сум против, мислам него не употребувам никогаш што на географска одредница северна, туку за мене секогаш е нели Република Македонија и борбата дека пак ќе кажам од оваа временска дистанца било само вешта манипулативна реторика за да придобие маса и гласачи, дека ќе се бориме ние некако за прво пред се тогаш нели да се задржи името, после тоа да се врати името. Потоа сваќаш дека кога си веќе внатре во таа екипа дека тоа се само празни реторики, дека воопшто немаат идеја како тоа воопшто би го извели. И тука не зборуваме за правната регулатива и како тоа може не е донесено како што треба, па може да се поништи сите тие нели некои десетина противправни како е донесен сам како е промената настаната, туку збориме за политички, бидејќи од тој момент навака прашањето е политичко, не е правно, не можеш правно да го решиш. Мислам, правно можеш да го решиш, ама што правиш понатаму? И тогаш сваќаш дека луѓето појма немаат, прво појма немаат самите како да го направат, второ дека појма немаат дека ти ако дојдеш утре на власт и го направиш тоа, ќе имаш низа на други последици по твојата држава, по твојот народ, кој што ти појма немаш дека усвари ќе треба да се соочиш со тоа и сваќаш дека зборуваш со шарлатани. Како велат, гол политички популизам, нели? Па така му доаѓа, мислам дека очигледно некој играл со емоциите на луѓето за да ги нели придобие они искрени, честни емоции како имавме тогаш баш една голема екипа на луѓе кои што
како и јас, еве ова што го кажувам, мислам дека најголем дел од луѓето кои што тогаш се активира и кога настана тој најголем бум во таа политичка партија, односно најголем раст, стана баш од овие причини, бидејќи сите не влеговме никој од таму со интерес, бидејќи и самиот говор, самите манипулации на претседателот и на раководството беа дека се борат за некои радикални промени кои што ќе бидат нели позитивни за државата и за народот, меѓутоа гледате дека тие промени биле само некој да си дојде на удобна фотелја и повеќе ништо да не се случува од тука понатаму за народот и за државата во таа смисла. За материјалните промени во Ливица ќе говориме малце подоцна. Вие бевте кандидат за градоначалник на претходните избори, колку што се сеќавам, во Аеродром. Бевте во Централниот комитет и АФЖ Левица, нели, како се вика. Кажете ми, која беше вашата улога таму, бидејќи вака на хартија тоа изгледа на многу јака функција, нели, во една политичка партија. Повеќето така го сватија тоа, бидејќи сепак еве ако ги споредиме и другите политички партии, без разлика дали е ВМРО, ТПМН или СДСМ, раководителките на женските сектори, без разлика како се именувани различно во различни партии, се едни од водечките во самата структура и реално позадински точно беше дека јас имав многу важна улога. Иако тоа, еве, можеби јас бев поскромна, па не сакав многу и да се истакнувам, меѓутоа и секогаш мојата поента беше имаме лик кој што е маскота на партијата, кој што ќе се појавува насекаде и ќе кажува тоа што сака народот да го слушне, меѓутоа за тој човек треба некој да работи за да тоа што го зборува излезе дека навистина така го работиме. И од друга страна, вие сваќате дека тоа што го работите, никој воопшто не го ни перцепира, ниту го практикува. Значи си работите сами за себе, како во некоја изолирана дупка. Јас имав поголема активност, да речеме, во иако тоа никогаш не е истакнато повеќе во секторот, да речеме медиуми, бидејќи тука неретко соопштенијата до медиумите, до јавноста, јас ги испраќав, ги водев голем дел од социјалните, главните пејџови, да речеме. Сега повеќето од младите кои што користат социјални медиуми ги следат без разлика било која политичка партија, посебно оваа, бидејќи нели се истакна како и се уште важи за тоа дека е Facebook партија. Така што во тој сегмент имав голема улога, потоа излезе првично бев, нели, откако бев кандидат за градоначалник, се префрлив откако, нели, заврши целата таа кампања во секторот спорт, како, нели, сепак сум спортист, атлетичарка, ги разбирам работите и испадна дека во партијата најдобро функционира секторот спорт, бидејќи постојано јас бев во комуникација, дали со спортисти, со спортски клубови, со тренери, за да јас ги добивам сите информации за што е она од кое што овие спортисти се незадоволни, па ние да можеме да ги менуваме, затоа што знаете како во тој првичен разговор кога јас бев назначена како координатор од самиот претседател на оваа партија, беше потенцирано дека ние сега го подготвуваме теренот да бидеме подготвени утре кога ќе дојдеме на власт, веднаш да бидеме спремни да работиме. И јас сериозно го сватив тоа. Тоа не било сериозно кажано од другата страна, ама јас навистина сериозно го сватив дека зборот кога ќе ви кажат вие сега работите како министер во сенка и дека утре ќе бидете на таа позиција каде што ќе треба да бидеш спремна да ги решаваш проблемите, а не допрва да ги учиш. Но се работело за чист политички популизам. Да, меѓутоа после тоа помина 2-3 години кога ми например дојде времето, нели, кога ние до вчера немавме, до претходнава година, условно кажано до вчера немавме Министерство за спорт, а јас како спортист сум една од оние кои што цел живот, мислам, цела моја спортска кариера заедно со уште, па мислам дека сите спортисти, нема кој не се заложуваше да има, да има Министерство за спорт. И кога дојде тој момент, јас имав пресконференција затоа што претходната власт, тогаш уште беше актуелна мислам се уште беше актуелна претходната власт, јас имав пресконференција како забелешка и критика на работата на Артан Груби, кој што тогаш инсистираше, дури имаше и владина одлука, Агенција за млади и спорт
да влезе под Министерство за односи меѓу заедниците. Да, не знам дали се такова сеќавате. варијанта, да. И јас тогаш излегов на пресконференција, на таа сама пресконференција кажав дека мислејќи дека го кажувам ставот на политичката партија, кажав политичката партија Левица се залага за отварање на Министерство за спорт, а не да влезе под заедниците. На друго министерство. Затоа што тогаш па и од таа гледна точка политички тоа беше манипулација на Артан Груби за полека уништување, разорување на општеството и наметнување на некоја етничка заедница. Тоа беше целта. Тоа мора да признаеме. И сега јас излегувам го кажувам, да. Мислам мора да признаеме, така беше. Да. И мене бев искритикувања од раководството од председателот како сум смеела јас да кажам, воопшто не ни била таа замислата, ние не сме планирале Министерство за спорт, ние сме сакале тоа Министерство образование, здравство, култура, спорт се да биде воедно, да ги тргнеме на страна, да се уништат. Маце нешто не ми е јасно овде сега. Значи ти велат да одиш на пресконференција како представник на таа политичка партија што најдобро ја познава таа тематика спорт и после тоа без да ти кажат ништо после пресконференција да ти кажат како во принцип се така се случува кажеш, се во партијата, вие ако не работите ништо сте критикувани зашто не работите, затоа што никој не ви дава насока. Јас сум човек кој што сам зема иницијатива, затоа што јас сум влегла во партија да бидам активна, не да кога гледаш дека никој не ти дава задача, а си влегол за да работиш, почнуваш сам да си викаш, добре, јас ова ќе го сработам, ако никој не го сработи, јас ќе го сработам, затоа што треба да се сработи, ова треба да се каже. И кога ќе излезете да го кажете, ако е добро, ќе се преќути, како добро, мањак вишак, ако случајно нешто сгрешите, не може да знаете што размислува тој човек. Затоа што ставовите очигледно тоа што го кажува е едно, тоа што го работи е друго. И тогаш добивате критика. И тоа добивате на ниво без разлика што претходно све најдобро сте сработиле и се најзадоволни и партијата бележала прогрес баш во оној временски период кога јас сум била активна и тие сектори каде што јас сум била активна бележале најголем прогрес, тоа се трга на страна веднаш како да се наоѓа некоја чарка за да ти се покаже со прст да бидеш обвинет за нешто. Типичен начин верувате на размислување во 70-те и 80-те години на црвената буржуазија. Во тогашната СФР истата приказна кога не работиш, зашто не работиш, а тие не работат, нели? Се двојат од луѓето. Кажете ми вака реално после ова што го чув, гледајќи ги вашите настапи кои што се кога бевте во Левица говорам, кои што се разликуваат од нивото на комуникација од останатите членови на Левица, мора да признаеме дека тоа баш и не е квалитетно и негово што го слушаме. Постои ли реална идеологија во Левица дека е стварно политичка партија на левиот дискурс, дека така размислуваат? Јас сум ја профилиран десничар, но сум ја проучувал секогаш идеологијата на Левицата за да знаеш нели кој имаш од другата страна и како размислуваат. И мора да признам дека некои работи маку се збунувачки за мене. Прво ми е збунувачки политичка партија нели која што бара еднаквост на сите, нели не дели мажи и жени, распределба на трудот и сите останати работи, да влегува во една идеолошка матрица каде што се повикуваат на луѓе кои што во минатото се покажале како најголеми диктатори во историјата на човештвото, тргајќи од Сталин, тргајќи што знам од Енвер Хоџа, тие како да се идоли на таа политичка партија и ова што ми го кажуваш, тој начин на недемократија во натре всушност ставот на размислување на тие луѓе од тогаш. Секогаш ми било нејасно зашто не им е, например, како да речем идеолошки еден Вили Бранд интересен и такви слични луѓе. Има ли идеологија во Левица, реална идеологија? Не, реална внатре нема. Тоа е се гол популизам, односно ние секогаш велиме, барем тие што веќе излеговме освестени од ситуацијата внатре, слушајме што зборувам, не ме гледај што правам. Таа тактика ја практикува. Односно тие знаат многу убаво, односно барем председателот, овие другите не знаат не да се изразат. Мислам, и самиот имаш забележано нивните медиумски излегувања и истакнувања. Освен него, затоа морам да признам дека е вешт манипулатор на крајот на криштата. Јас така се навлеков и така влегов во денеска ја кажувам интерно во таа секта, ама ајде ќе кажам бидејќи сум во јавност во таа партија. Идеологијата, таа што ја презентираат и луѓето се многу
многу се залажуваат на тој, паѓаат на тоа, исто како мене, морам да признам, дека се залажуваме на тоа дека се работи за чиста идеологија, дека ние се бориме против некој капиталистички систем, односно преку некоја борба ние сакаме работниците да ги издигнеме на повисоко ниво, каде што ќе биде платен реално нивниот труд. И сега влегувате вие внатре и гледате дека таму не се ни платени работниците, туку се експлоатирани. Јас сум чист пример, например, за тоа. Воопшто никогаш јас не ни барав. Сега да не кажувам јас тука да се жалам, јас не ни барав. Ама тоа е чиста експлоатација кога некој воопшто не го ни вреднува твојот труд и утре кажува дека ти си опортунист. Така, тоа е воопшто, тоа е само по себе е контрадикторно кога ги имате влезани во собрание 6 луѓе кои што ништо не прават и ги имате сите останати кои што се што треба да се направи за партијата го работат, без пари, без надом, без очекувања. И тие се опортунисти кога ќе се разочараат од она што вие не го презентираате, а сте очекува членството, очекува народот, очекуваат симпатизерите да го презентирате. Не очекувавме ние дека ние 5 години од нив ќе гледаме единствена нешто кое што ќе биде медиумски застапено е нивните ексцеси, нивните кршења, настапи, плукања, пцуења, тепачки. Немало тепачка се уште тоа. Па, има скопје. Среќа од другата страна имало секогаш луѓе кои што одбивале на тоа, веројатно да тепат послаби и предпоставам затоа немало толкави. Меѓутоа имало сцени. И сега од друга страна презентира некоја идеологија каде што ви кажува дека ние се залагаме за поголема рамноправност на работниците, да ја тргнеме буржуазијата и вие гледате дека тука доаѓаат луѓе кои што едва чека да дојдат на тие позиции за да се збогатат, да не работат ништо, да седат комотно во опозиција и само да плукаат дека ништо не чини во државата, ништо да не се сработи за да се подобри тоа. Затоа што јас пак ќе кажам, влегов во партија затоа што се надевав дека тоа што не ми се допаѓа, затоа што јас буквално бев фрустрирана од тоа да седам јас на Facebook и да се жалам што ми смета во државата. Значи буквално ради тоа влегов. Так. И сега од друга страна од мене се очекува весна твојата работа да седиш на Facebook и да плукаш. Не е тоа мојата работа, мислам јас не влегов за тоа. Јас ако сакав да плукам на Facebook, не ми треба мене партија за тоа. Да, доволно се профилирано личност што може сама да го прави. Точно. Те познаваат луѓето. Да. И сега од друга страна, весна па овие левичари што зборат за буржуазија, за црвени буржуази, сите останати работи, по последно време малце им се зголеми имотот. Почна да купуваат, нели, имот, имаше една афера голема која што и до ден денеска е многу интересна околу купувањето на имотот на Левица. Се работи за, нели, оној објект кој што се говореше во собрание и на пресконференции, на сите тие останати работи. Што е лага, што е вистина? Председателот на таа политичка партија излегуваше, имаме подрум, само ова е наше, ова не е наше, не, толку сме го платиле, па вака сме се договориле, па со тоа затоа што тоа се работи кои што ќе излезат на виделина. Може не денес, утре, сега ти го купуваш времето да ги манипулираш уште таа мала шака луѓе кои што имаат доверба во тебе за да извлечеш уште малце можеби да потегнеш до локални избори, ама ќе излезе тоа на виделина. Значи не се работи за, мислам и нивното членство барем во Централниот комитет се запознаени дека се работи за 4 ката. Не се работи за подрум. Па јас како што сум запознаена од оно што се дискутирало на самиот нивен Централен комитет, бидејќи ова било прашање кое што требало да се изгласа од Централниот комитет за да нив може да им одобрат кредит. Чекај, она паѓа ово да подрумат само што веле подруме што нели така? Да, скроз. Што има таму? Што е на Левица? Јас како што сум запознаена. Тоест нешто е на Левица, што е на Димитар Апасиев таму. Да, па тие го водат на друго име, на Самарија, го насамариле оно кој што од секторот безбедност. Возрастни луѓе, мислам, не е дека не знаат во што влегуваат со вакви екзибиции. Меѓутоа се знае дека имотот е наменет за политичката партија Левица, односно таму се снима, например, веројатно и вие имате ваш подкаст, па си ги следите конкуренцијата, имаат нивен редкаст на политичка партија Левица. Таму едната просторија предвидена, односно таму веќе се снима како студио се користи, за прес-центар се користи, па крај крајеви самите излегоа кинеските представници кога беа тука, самите, мислам, беа во тие простори. Па едниот горниот кат, односно приземјето,
е планирано за кафуле, за кафиџи. Во која функција тоа во левица? Јас се сеќавам дека уште јас кога бев член и кога разговаравме на приватни разговори со претседателот, кога сме имале прилика, тоа ми е некоја детска неостварена желба, неговата замисла е тука ќе се собирале левичарите, не знам, интелектуалците во тој кафич. Не знам како е таа замисли, тоа е многу детинесто искрено, да не знаете како се води бизнис и не знам како мисли тоа левичарите, интелектуалците ќе се собираат во тој кафич, веројатно живее во 70-тите. Таа пак им наплаќам 150 дена, да. Па многу левичарски ваки. Веројатно не знам, треба нели да се вработат луѓе како ќе ги плаќа, кои ќе ги плаќа или тука повторно ќе ги експлоатираат членовите, членството, веројатно така мисли, ќе ми работат некои деца од црвена младина. Јас ќе им кажам ајде супер, утре ќе те ставам на листа 35 во град Скопје. Да, не знам стварно. Тоа е едната лажа. Јас познавајќи ги лично не можам да замислам друг концепт каде што тие луѓе плаќаат некого. Значи тие не работат за да платат, тие се полоши од буржуазија, тоа е робовладетелство. Вие да експлоатирате луѓе и целиот профит ти да го добиваш за идеали. Идеали. Не знам дали имате забележано на неколку други интервјуа каде што гостуваат истиве овие ликови, раководството, президиумот, неколку пати ги имаат прашано која е идеологијата, која ви е каузата, дека никогаш немаат одговор. И тоа е многу интересно, не можеш ти цело време да излегуваш и да кажуваш ние за каузата и кога ќе те прашаат која е каузата ти да не знаеш. Како, која ти е, значи ама тоа континуирано да се случува, еднаш па не спремен, па си се збунил, ама тебе континуирано некој да ти го поставува прашањето и ти цело време ние за каузата. Која ти е каузата? Ајде. Тишина, кажи. Во тој момент така. И тогаш види јас затоа што пак ќе кажам бев директно инволвирана, ги следев сите нивни излегувања, гостувања, затоа што тоа ми беше и дел од работата која што ја работев натре, да ги следам и нивните излагања, да видам кој дел, кој исочек најударен, па тој да го и навистина тоа функционираше затоа што луѓето не можат да седнат сега мене ќе ме гледат тука саат време каде зборувам. Ќе извадат еден исечок кој што е најударен, тој ќе оди на социјални медиуми, луѓето се нафрлаат како буквално со вашиот претходен гостин, тоа беше баш пример. Излегоа 20 сечока и тоа беше многу ударно. Доколку одеше како саат и пол разговор, тешко дека некој ќе седнеше да го изгледа до крај целото. Апсолутно се согласувам. Така што тие идат на таа манипулација, таа пиар тактика, финта, затоа што луѓето реално посебно до вчера што ја таргетира таа група која што веќе ја изгубија, младите, сме повеќе на Facebook, на Instagram, TikTok сега. Пака да резимираме, се работи за 100% манипулација и 0% идеологија. Како функционира во така функционира, па тоа е причината зашто јас излегов и зашто токава група на луѓе излегува, затоа што гледаат дека внатре кога ќе седнете вие на разговор, на состанок и кажувате сите овие работи, предлози, дека секој состанок истото почнуваме да го зборуваме и си ги делиш задачите меѓу себе, гледаш дека ништо не се случува тоа. И кога на нив им кажеш луѓето еве на пример не излегува, луѓето се асоцијални. Ти окей, добро да си асоцијален, ама ти си влегол во политика и не можеш да бидеш асоцијален. Мораш да бидеш со луѓето, мора да им ги слушнеш идеите, барањата. Јас не знам како се уште се мотивирани членството, бидејќи тој човек не отишол во ниту еден огран, доаѓаат локални избори. Како ќе ги мотивираат тие уште неколку 10-20 души што се останати кога луѓето го немаат видено него. Значи ти имаш потреба да си го видиш лидерот, без разлика дали ќе биде тоа ти дошол се нормално дека не може секој цела територија, секое селце да го помине, ама барем да те видат дека се меѓународ, воопшто не се движи меѓународ. Значи ние што бевме од Скопје, знаат повеќето, веројатно знаат и дека живее во аеродром моментално последниве повеќе години без разлика, дека самиот локален огран од аеродром го нема видено. Преку пат му е. Што му беше база на некој начин. Да, и база му беше најмокна, па јас кога бев кандидат, освоивме 5 советници. Само во општина аеродром имаше 5 советници, нигдека во друга општина немаше. Што мислите колку ќе освојат според вас во аеродром? 2, 3 максимум. 3 преку сила, да. Јас мислам дека 2 ми е реално, 3 пак ќе зависи, еве, мислам дека претходната на пример, ајде ќе го земеме во предвид дека претходната на пример политичка партија знам немаше.
тие мислам дека ќе влезат. СДСМ точно дека се во Ја голем. нема Весна, и нема Пука козметика. А тоа што ги нема ги нема вака дополнително, фондвените кои тоа што е веат дополнително затоа што јас ги кажувам овие работи затоа што тие тотално ја игнорираат мојата улога и влијание, затоа што тие мислат Весна имала интерес. Јас немав никаков интерес. Значи, еве и манипулираат и со другите членови, им кажуваат Весна беше, не знам, они го замислуваат веројатно дека јас некои пари сум взимала. Има и голем, дури и меѓу соседите, еве, убаво и тоа да го разјаснам, ти си сега таму во Совет, не сум, значи јас немам никаква допирна точка од завршетокот на изборите во октомври, како беа 15 октомври, 21 ништо немам јас со општината. Ништо. Ама луѓето мислат дека ти си бил кандидат и сега си добил некоја функција, си добил некои пари, јас немав никаков интерес, освен што таа политичка партија 4 години од мене сега зима пари, затоа што јас сум освоила 4000 гласови. Тоа се некаде, мислам дека се точно не ги знам бројките, ама некаде по 10 евро од глас. Вие рачунајте годишно колку е и пута 4. Рачунајте колку таа политичка партија само од моите 4000 гласови зима и плюс тие од советниците. Значи и за тоа дополнително. Токму ова последно ми наметна вака една теза за следното прашање кој што сакам да ви го поставам. Да кажавме дека чиста манипулација, дека се работи само за подрум, нели, новите. Дали е чиста манипулација оние приказни што беа на кој начин тоа го имаат купено, со која цена? Постојат ли тука криминални елементи? Има ли вистина во тоа? Јас знам дека требало да се земе како преку извршител за околу 700 или 800 евра квадрат. Во центар на Скопје. Да, сега тоа е центар на Скопје, не знам кои луѓе во посебно еве што гледате, па не само во центар, било каде, во Ѓорче да отидете. Под 1500 евра квадрат, нема центар моментално, 700 евра, сега во центар 700 евра, не знам тоа како го оправдува. Мислам, гледаме како го оправдуваат, ама тоа здраворазумен човек, нивната манипулација, не знам како би можел да ја проголта и не знам тие како мислат дека, мислам, јас знам дека нивната реторика е народот е глуп. Ама не е толку глуп народот. Еве сега доаѓаат локални, ќе видат колку е глуп народот. Ти да го потценуваш народот дека не може да исперцепира како ти за 700 или 800 евра без разлика си купил квадрат во строг центар на Скопје, поранешен хотел Опера Хаус. Не знам колку треба да е глуп човек да... Не знам колку мислите дека е глуп човек. Таму до 5000 евра доаѓа квадрат деловен простор, например. Стамбен е 3, 5000 отприлика е деловен простор. Веројатно, не знам, искрено не сум се распрашувала, ама 700 евра, одамна не е 700 евра. Пред 10 години не било 700 евра било каде по Скопје. Така што, сериозно, не знам колку сметаа дека е глуп човек, колку. Еве членството, колку можете да го манипулирате, затоа што па гледам меѓу членството, знаеш како тој простор ќе остане за нас, за кој вас? За мене ќе остане, јас што сум излегла, утре вие што ќе излезете, како мислите тоа за вас? На твое име? Така. Ама не, ние сме каква социјализам, каков социјализам? Утре кога ќе се продаде имотот, ќе ви ги поделат на вас по 100 евра. Како мислите дека е за вас тој имот? Мене членството не ми јасно кога ќе ми кажа, ама тој имот е за нас. За кој вас е тој имот? Тоа е имот за партијата, за претседателот, затоа што на негово име ќе се води. И утре ако се распадне партијата, тој ќе си го продаде имотот, парите кај него ќе останат. Кај кого мислите дека ќе останат? За мене ајде логично да размислуваме кај кого ќе остане тој имот. Не е ова типот на ВМРО ДПМН имаат Белата палата, па сега бил едниот, па другиот, па третиот, па се наследува од пред 30 години таа партија и сменила не знам колку председатели. Кај нив еден е председател, нема да се смени. Не знам, луѓето таму мислат дека он ако не е председател, ќе дојде друг. Не, тука завршува со него, завршува приказната. И од нешто сум запознат, кога спомнавте ВМРО ДПМН, во својот статут пишува случај невозможно распаѓање таа политичка партија каде од имотот. Да, тоа може да прочита, тоа го нема сигурно во левица напишано. Ајде да зборуваме еве денеска за левичарството. Дали се работи за левица, конкретно како политичка партија, која што води во еден класичен авторитативност на онака во самата партија, а во јавност излегува со еден маркетинг. Дали се работи за двојни стандарди? Значи, она што се случува внатре, кажавме веќе некој дел, е една работа во левица, а она што треба да биде јавно е сосема друго. Дали се тоа црно и бело вака? Се е спротивности. Кажав, нели, претходно,
излегуваат на начин да придобијат маса, да ја изманипулираат и пак ќе кажам на истиот начин реално јас дојдов затоа што јас претходно не знаев што се случува внатре, па ќе кажам и среќа што влегов јас во таа политичка партија кога влегов, затоа што ако не влезев можеби и денес ќе бе во заблуда дека таа е единствената опција за оваа држава и дека тие се единствените кои што пропагираат нешто поразлично од другите, затоа што буквално тие пропагираат нешто поразлично од другите. Ама не го прават тоа внатре. Значи прво по самиот пример на тоа како се однесуваат со своето членство, вие ќе видите дека тоа е чиста манипулација. Има, да речеме, донесено некој интерна одлука колкав процент би се давало до оние државни функционери, да речеме по 10% сите кои што имаат добиено државна функција преку партија да донираат за партијата, што е окей, мислам дека го има така, го има во сите партии, да речеме кај нив е 10% моментално, мислам дека не е сменето ништо, значи пратеници, советници, управни надзорни одбори, сите кои што добиле некоја директори, утре министри, како и да е, сите кои што имаат државна функција благодарение на таа партија. И вие ни доаѓаат на централен комитет, каде што самите кажуваат, самиот председател го кажа, сите даваат да речеме, има луѓе кои што се во некои управни одбори, не знам, 6000 некој минимален хонорар зимаат и тие 6000 даваат 10%. Што се управни одбори претежно под капата на град Скопје. На град Скопје, да, сите кај нив сите сите се под град Скопје, точно да. Ма нешто тивки се во последно време во град Скопје, левица ги нема. Таму се исто распад. Така е. Таму е останата само една што очекува дека веројатно ќе биде носител на листа, другите сите се повлекоа. 4 беа, 3 не функционира. Значи таму ја стишија топката за да не се прават повторно такви галами претегнувања и луѓето не сакаат да бидат. Значи не се сите како мене, сега јас кидам и ќе кажувам, сака да си останат тивки, слушај, ќе си тераме ние тука нашето. Ние тројца ќе први како ќе се дојде. Па види, тие се коректни луѓе, тие што се паметија, тие зборувам за овие тројца, се коректни, меѓутоа сватија која е политиката и не сакаат да бидат вмешани во тие игри. Ќе го истераат мандатот, меѓутоа тие сметате дека после октомври и тие се изгубени за оваа партија, остана таму една и така со таа една не можат ништо да направат, не е некој квалитетен кадар, па да речете дека кој знае што може да се избори, и со еден, ако е квалитетен и со еден можете да работите, ама треба да е квалитетен, точно така. Кога говориме за квалитет, политичката сцена во Македонија изгледа како еден мачо клуб вака. Да. Како е да се биде жена во македонската политика? Тешко ли? Тешко е затоа што уште луѓето не се навикнати да гледаат жени во политика и се уште, посебно на високи раководни позиции, се уште се стереотипни тоа да видат жена најчесто има сексистички напади, без разлика кој е мизогини, така точно. Што не ми се допаѓа, меѓутоа почнувам да станувам трпелива во смисла треба да се едуцира повеќе јавноста, треба и нас повеќе, жените повеќе да не гледаат, точно дека за да дојдеме до некоја, да се појавиме во јавност и луѓето да не гледаат, да почнуваат и окото и увото на луѓето да се навикнува дека е нормално да гледаат жена во политика, во јавност, на раководна позиција, не знам, министри, без разлика пратеници. Кога напушти левица? Од левица? Од типот, нели? Па има интерно, не јавно. Јавно немаше ништо, нели јавно, пак ќе кажам, се вешти манипулатори не сака да напаѓа, дури неколку пати ги имаат и директно новинари прашано во однос што се случило со мене, го избегнуваат, гледам вешто го избегнуваат одговорот, така што не напаѓаат јавно, а позадински од нивни членови со кои што со некои сум реално и на пријателска база во комуникација, знаат да ми кажат дека секакви глупости се измислувале за мене, што е некоректно. Не знам која е потребата да се измислува, да се преувеличува, да се кажуваат работи кои што воопшто апсолутно се неточни, па дури нема да навлегувам во детали.
Па дури не мора да значи дека тоа е на основа што сум женско, туку на основа дека им смета дека ете излегувам и обелоденувам некои работи кои што ќе пројде време и луѓето сваќаат дека Весна што зборувала е вистина, затоа што сега уште можеби ќе се тегнат, ќе кажуваат вака, така не е точно, меѓутоа времето е на јас секогаш времето е на моја страна, така што и да кажат на крајот на денот ќе се увиди по широката јавност и нивното членство дека тоа што сум го зборувала е точно и тоа што сега повеќе излегуваат луѓе, па знаат и јавно некој статус да пише да се извинам на сите во смисла на мене и на тие кои што не напаѓаат дека ние сме лажеле, па се сваќаат дека е вистина тоа што го зборуваме, така. А што се однесува за тоа жени, бидејќи бев председател, и тоа беше оспорено, дека не сум јас председател, туку требало да бидам раководител, бидејќи има само еден председател, тука го гледате. Хајде, ова не знам. Мора да има еден е само председател, и ние сме два така. Не смеш да си председател на жени, така. Пред да се формира АФЖ, нели немаше женско тело во партијата и мислам дека повеќето од невладините правеа притисоци кај сите партии, сите имаа, освен оваа партија која што нели се профилира како феминистичка, тоа сето паѓа во вода. Имаше нели Црвена младина. Тоа е младинскиот огранок во партијата, исто го имаат и другите, и таму имаше назначено по деловник по статут председател на младина и сега после години се формира женско тело, односно АФЖ кај нив. И тогаш го добиваме деловникот дека има раководител. И сега интерно сваќаме дека само еден председател може да има. И сега си викаш, чек, кај Црвена младина па има председател. Што е проблем па баш кај жените. И сваќаш дека се чувствуваат загрозено, дека тој лик не тие, единствен лик, се чувствува загрозено, дека можеби прави грешка, ако мене ми именуваат, утре ќе се појавам председателката на АФЖ Левица. И сега него тука веројатно некои филмови му се прават во глава. Не знам што му се правило во глава. Јас немав буквално никогаш не сум имала такви амбиции да му ја превземам партијата или не знам какви филмови. Значи воопшто немав проблем ни раководител да бидам, повеќе ми е да го кажам, да го окарактеризирам каков тип на ментален склоп се работи, значи комплекс. А инаку мене не ми беше проблем раководителка и ден денес не ми е проблем тоа воопшто, затоа што таа функција е колку да се каже, така на хартија. Не е проблем очигледно да не биде председател. Да, ама тоа го кажува повеќе зборува за него отколку за мене или за нас другите жени, затоа што јас тогаш сум била една година, после тоа ќе дојде друга, значи таа функција останува. Ние се менуваме, функцијата ќе си остане. Ама тоа на кој начин тој го има исперцепирано и срочено во деловникот и во статутот, кажува за него. Така, но твоите принципи оставуваат исти, твојата борба, колку што гледам, продолжува на начинот на кој што размислуваш и комуницираш. Токму и за тоа би сакал неколку прашања да ти поставам во продолжение на подкастот, поврзани со Македонија. Кажи ми, што најмногу те загрижува во менталниот правец во државата? Пример, демографијата, надворешната политика, идентитетот. Како оценуваш дека е, да речеме, ова актуелна влада што е во Македонија една година се справува со генерално проблемите кои што ги имаме во државата, а ги имаме многу, нели, наследено? Па има многу за работа, прво тоа ќе кажам, затоа што уште од самиот момент кога се смени власта, гледам дека тоа го форсираат сега, јас уште тогаш го кажував и јавно, веројатно и во статуси го имам кажувано, дека наследуваат држава на минус 10-20 ниво и дека ќе имаат 4 години. И им кажав, мислам јас и со луѓе кога ќе сум се допишувала или разговарала, не се сеќам дали во интервјуа сум го кажувала ова, дека ќе им треба време, барем 3, јас им давам 3 години, да доведат до нула, за да видиме дека нешто се случува. За да осетиме дека сме дошли на некоја стартна позиција. Да тргнеме од негде. Затоа што навистина не може да се правиме слепи дека не беше оставен хаос, дека не се случуваше, дека не знам дали тоа намерно беше, за да се остави што поголем хаос, за да може после тоа уште долги години да се плука, па еве и овие ништо не прават, затоа што ако наследите хаос, не знам, ако сте реновирате стан и наследувате од баба ви, од дедови некоја трошна куќа
колку време ви треба да ја уредите, да ја средите од темел, значи да ја направите, да биде погодна за живење. Значи, со ѕидови да смените, водовод, да речеме, од бунар се вадело претходно вода, сега треба цевки, канализација. Колку време ви треба една куќа да направите? Тоа мислам дека се случува моментално и добро е, барем јас во овој момент имам позитивни некои енергии, дека нешто оди во позитивно и дека се подобрува и дека се ближат кон таа некоја нула. Јас повторно ќе кажам, мислам дека 3 години е фер време за да видиме во која насока, барем да видиме во која насока се движи актуелнава власт. Ќе има време за да се опипа дали грешат, дали терат во иста насока, дали терат во погрешна. Треба да се остави малку период каде што сите овие работи ќе слегнат, затоа што се остави хаос и од надворешна политика. Земете ситуацијата моментално тоа што се расправаме ние за најбазични работи, чиф е јазикот, идентитетот. Во душата ми пипа некој така мислам. Буквално е така и сега ние за тоа трошиме време и енергија наместо да се посветиме да си ја подобриме економијата, да си го подобриме образованието, да си го подобриме здравството. Мислам дека здравството ни е нешто најприморно што треба, конкретно на прашањето што највеќе ме загрижува, здравствениот систем ме загрижува највеќе. Таму јас викам, чувајте се луѓе, не дај Боже да се разболите, да отидете таму на тие врати, зборувам за државното здравство, а реално ни приватното не цветаат ружи, само повеќе пари ќе ви земат, па може би некој подобар третман ќе имате, ама без разлика државното здравство мора темелно да се сработи од корен, од институции до кадарот да се врати во оваа држава. Значи огромен број се уште чекаат визии да добијат за во Германија. Значи тоа треба да се некои приоритети според мене кои што мора да внимаваме во блиска иднина, во догледно време, старееме. Сакаме да имаме институции каде што нема да ни биде проблем, ќе бидеме згрижени. Знаете како гледате буквално ајде малтене на месец-два некој ќе излезе да каже во каков хорор поминал со некој свој близок или самиот тој што му се случило, па му извадиле органи, па не требало да му извадиле. Што беше жално и тажно. Такви ситуации, знаете, и страф, искрено јас имам страф, имам повозрасна мајка која што утре, не дај Боже, нешто ќе се случи. Знаете, живеете во страф. Што ќе правам утре? Јас се јавувам во брза помош, нема екипи. Значи, таму луѓе гледате дека не може да се справат и самите. Да, но владата го најави дека се надам дека ќе реализира тоа 2 клинички центри во обновување нели во Штип, на уште едно место обновување на целата таа работа, еден голем дел од средствата од кредитите ќе одат токму во делот на здравство, што апсолутно гледаме позитивен. Се согласувам гледаме позитивен. И мора да гледаме така. Тоа ме охрабрува што гледам дека некој барем се труди и знае, барем во овој момент, на почетокот повторно ќе кажам, делува дека знае што прави. Новиот министер ми изгледа агилен. Знам дека го критикува за тоа што доаѓа од IT сектор, ама мислам дека за овие колку е 2-3 недели дека добро се справа според мене. Овие тактики кои што ги примени, да речеме директно со паркингот, тогаш беше дали една недела беше на власт, веднаш даде некој предлог решение што за мене како некој од надвор повторно и треба тој медицински персонал да биде главниот кој што ќе го каже својот збор, меѓутоа за мене е тоа за привремено решение, за брзо решение, окей. Сакам да кажам дека видов агилност. Така видов некоја агилност, дека некој нешто не па сега дојдов, па јас сум сега една недела, што сакате сега цел паркинг тука да ви го решам со 30 години. Знаете, не го видов тој тип на однос, сега вие сакате ја за една недела да ви ги решам 30 години што сте немале паркинг. Сакам да кажам го од такви еве како обичен граѓанин, такви моменти ти влеваат надеж дека и плюс ако си здрава разумен, ќе знаеш дека е процес, дека ако наоѓаш на вистина 30 години нешто руинирано, дека е процес, дека не може да се направи за една недела. Ама ако видиш дека нешто покажува потенцијал, дека има заложби, дека се труди, па добро, ајде ова, ако не биде, дај ќе пробаме од друго. Ако вас не ви чини, ајде кажете што, па знаете, да има некој компромис, да нема таква дрска безобразност, ако не ти чини, најди си друг, не ме интересира, оди си. До сега
ете, ќе кажам дека тој момент го немам забележано и тоа ми дава некоја, позитивна надеж, дека можеби тргнуваме на некој начин напред, ќе видиме. Полошо не можеш од ова. Полошо е да изгубиме уште државата и да немаме држава, так, и тоа е. Ти си сестран човек, на неколку полина си активна во својот живот. Те препознаваат како, условно кажано, некој што не знае да молчи, што си има свој став во јавност. Те препознаваат како многу познат спортист, нели, од знам и да го ламам, од минатото. да не им се допаѓа на многу. Па, не може на сите, не би било во ред на сите, не се допаѓа, не би било во ред тогаш. Меѓутоа, помалку знаат дека си поет, дека имаш авторка, да. автор на книга, писател, да. Писател. Добро да не биде сега како на раководител, председател, нели? Да. Интересен наслов за интересна книга, би рекол, која што ја издаде. Што беше поводот, што беше... Вака до сега 2 книги се во прашање и една бајка која што влезе во склоп на избор на бајки како наградена преку конкурс на Арсламина. Ама ајде тоа подоцна конкретно за книгиве. Едната е Издржи кралице и Кралицата ќе издржи. Па што да го издржи кралица и Кралицата ќе издржи. Ете така, да. Првата книга Издржи кралице пишуван уште подолг период е всушност пишувана, бидејќи јас сум како атлетичарка, спомен, имам и свој клуб, па и свој веб-сайт, веројатно првиот, па можеби се уште единствен од ваков тип, каде што дававме конкретни своји искуства и насоки и совети за, без разлика дали рекреативци, атлетичари, спортисти, ама во голема мера мислам дека има потреба и на некој начин да не ботувам на Facebook, туку концепирано, со средена мисла да го напишам тоа во некој текст. Издржи кралице е книга претежно за моето искуство во атлетиката, во македонската атлетика, во македонскиот спорт, па и спорт како и жена во овој спорт и сите предизвици со кои што сум се соочила низ тие години, бидејќи не е благороден спорт, морам да забележам. Благороден е во смисла дека навистина е чист спорт. За разлика, да речеме, каде што во спортските игри, каде што ви зависи дали судијата, па дали ви сметала публиката, па дали тренерот те ставил, кај во атлетиката си ти сам за себе, што ќе истрчеш, тоа е добро, освен допинзите, ама тоа на страна. Меѓутоа, борбата внатре во атлетиката и во македонскиот спорт не е на завидно ниво, мораме да признаеме, и не беше долги години. Сето тоа ми беше инспирација да ги склопам сите овие четива во една приказна, која што подоцна се претвори во уште една приказна, бидејќи идејата за, нели, како што и самиот кажа, атлетиката кралица на спортовите и бидејќи е во незавидно ниво, од тука дојде и самиот наслов Издржи кралице, во смисла дека ја охрабрувам атлетиката како спорт да издржи, бидејќи е навистина врвот на сите спортови. Потекнуваат и сите други спортови. Точно. Сите они елементи што ги има во атлетиката, после се направени во спортски игри во сите. Да, буквално тука и олимпизмот е почна уште од антика, така што маратонот вие што го трчате, првата нели дисциплина спортска во светот. Да, точно. И најстарата. Апсолутно. Јас велам ако атлетиката е кралицата на спортот, маратонот е круната. Круната на спортот. Така. Јас бим препорачал на сите наши гледачи да ги прочитаат вашите книги, бидејќи тоа се работи за животни приказни чувства кои што биле искрени. Она што мене ме интересира, а ретко кој го знае, поврзано со нели она што го имаш правено во животот, е дека во еден период од животот во Словенија чинам имаш работено со деца со посебни потреби. Да. За што се работи? Тоа е периодот некаде 2013-14. Имаше проект на, мислам дека, односно преку Европска унија, нешто што во стилот денеска е Erasmus, тогаш беше EVS, European Volunteer Service. Конкурирав на неколку места и се сеќавам тогаш интересна приказна. Конкурирав во не знам на кои се места, знам дека во ист период ми стигна дека ми ја прифаќаат мојата апликација во Франција и во Словенија. И се случи Скопскиот маратон и јас се погоди
понудата за да одам во Франција да биде буквално на некој ден околу Скопскиот маратон, ги замолив да ми го одложа за ден-два и тие беа строги. Не може, воопшто, ако сакаш сега, ако не доаѓај. Добро, ја прифатив понудата за во Словенија за во Љубљана, што од друга страна испадна навистина добра работа. Целата оваа ситуација, знаете, некој каже и си можела во Франција, што не си отишла за една, ама сепак јас мислам дека испадна многу подобра ова опција, нели, универзумот, така требало да биде, да отидам на една година во Љубљана. Тука работевме со деца со посебни потреби. Јас бев таму претежно како спортист, како спортски тренер, како наставник по физичко, да речеме, бидејќи сепак е специфична работата и навистина е макотрпна, така да секоја чест на оние кои што работат со ваков тип на млади луѓе, бидејќи навистина е захтевно. Само љубов, една голема љубов се. Да, буквално имаше на пример кога беа празниците, имаше околу околу проект во Македонија, треба, да, таму знаете како, еве ќе го кажам конкретно примерот. Се работи за јас каде што работев, се работи за 3 институции кои што работат како воедно и како домови, бидејќи ги згрижуваат преку целата недела, буквално како интернати и се поделени во зависност од тежината на хендикепот, болеста на дечињата, и така се распоредени. Тие кои што се со потешки се во една институција, со полесни, со средни и со подобри. Така се распоредени, има едно училиште каде што сите деца можат да учат, иско така се поделени по групи. И има и проекти, како што е, например, проектот за инклузија, каде што ние ги работевме овие проекти, за да бидат вклучени и други деца од други училишта, кои што се не се со некаква попреченост од сите останати деца, за да се малку има некоја таква енергија помеѓу нив, да видат кој е, што е, како е. И јас работев и на овие проекти, настрана од ова што работев со училиштата и со децата во самите институции, работев и на овие проекти кои што беа прекрасни, бидејќи се одвива низ целата држава, низ цела Словенија, низ сите места, па дури најмали селца. Да речеме, децата си цртаат цртежи, па им правевме како мини изложба, каде што доаѓа и родители, пријатели, тие беа се тоа отворено и бесплатно за јавност, па може да си купат од тие уметнички дела, па тие додат повторно за овие дечиња во хуманитарни цели. Организиравме спортски настани, полигони, има еден голем настан каде што од Македонија луѓе доаѓаат од целиот регион, бидејќи тоа е отворен настан како интернационален, настрана од целиот овој проект кој што јас го терав со децата таму, така што мислам дека ова одличен пример како може да се работи, бидејќи кај нас па и денес се уште имаме проблем каде овие деца ќе се вклопат, бидејќи навистина тие деца ако ги ставите во средина со другите деца, ќе се чувствуваат дека не припаѓаат таму. Значи тие се чувствуваат дека не припаѓаат и тоа се јавува така некоја бунтовност и од едната страна и од другата. Меѓутоа кога ќе ги ставите во средина каде што се чувствуваат поеднакви меѓу себе, се прифатени, се згрижени, навистина има негуватели кои што точно знаат што прават, како да се однесуваат, воопшто да не почувствуваат и тие и целата околина дека тука има некаков, нелагодност, нееднаквост, било што. Значи, целата таа атмосфера која што се создава, затоа што има добро исконцепиран систем на згрижување, многу повеќе на целото општество и на самите родители, на самите деца, на другите деца од другите училишта, многу повеќе им го леснува системот на функционирање, отколку едно оделение да биде фокусирано само на едно дете, затоа што не знаат према децата и према тоа дете. Да, и тоа е многу потешко. Друго е кога имате разбирање од страна на родителите и на згрижувачите и на самото општество, тогаш сте во многу подобра позиција и мислам дека треба да се работи и во тој сегмент кај нас. Еве да ги повикаме надлежните министерства да почнат да размислуваат за вакво нешто, ако им треба искуство, нека да, мислам дека имаат и одлична соработка и секогаш се отворени. Еве јас во оваа институција каде што работев конкретно во Словенија, во Љубљана, секогаш расположени, отворени за соработка. Верувам дека посебно со Македонија би сакале да имаат одлична соработка и да ги кажат своите искуства, размени, да се оди таму, да одат екипи таму, да научат нешто, па да дојдат тука да покажат. Тоа го има дефинитивно таму. Да, фалат и Словенија како една од државите со најдобар систем за повозрасни луѓе и луѓе со посебни потреби. Да. Ни помина разговорот во еден здивак, интересен беше во секој случај. За крај би сакал вака на нашите гледачи како човек кој што си има свој став
свој начин на размислување кој што тоа го правел храбро во минатото, нели, што ова е платформа за вистината, нели, Проверитас. Каква порака ќе ми испратиш на нашите гледачи во тој контекст? Во укажување на вистината, на правото, на ставот. Каква порака ве за крај би им испратила? Секогаш да бидат реални, пред се реални кон самите себе, тоа што самите себе сакате да си го кажете, тогаш можете, нели, и да го кажете слободно и пред другите, да не се воздржувате да мислите што ќе помисли другиот за мене, односно да бидете своји во смисла да не го навредиш соговорникот или пошироката јавност, затоа што знае и тоа да излезе од контрола, меѓутоа да бидете искрени за да може да се придвижат некои работи нанапред, за да не стагнираме или да одиме наназад општествено. Пред секога што и да превземете како акција, како говор, како што и да е, сметете го како еден вид на платформа, самиот ваш говор, сметете го како вид на платформа за работите кои што сакате да се сменат во општеството, бидејќи ние сме тие кои што треба да го смениме општеството и системот. Не може да чекаме некој друг од страна или некој кој што ќе дојде на власт. Тоа што сакаме, промените кои што сакаме да ги видиме во општеството, треба да бидеме самите ние. Ти благодарам, Весна. Вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието што не следевте и во ова издание на емисијата Проверитас. Следете на сите социјални мрежи, обавезно стиснете subscribe и помогнете ни во борбата за вистина. Вечера уживавме во еден прекрасен разговор со Весна Кираџиева. Ви благодарам за вниманието и се гледаме повторно. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.